Почитувани гледачи, добар ден од градскиот парк во Скопје, каде секој момент треба да започне симулацијската вежба по прва помош во итна ситуација земјотрес. Вежбата за управување со последици е насловена како хуманитарен одговор 2023 и се организира како резултат на одбележувањето на 60 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје, како и зачестените катастрофи во земјата и регионот. Покровител на вежбата е председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. Учество на вежбата, која ќе се одвива на повеќе локации, ќе земат повеќе од 500 лица, 2 хеликоптери и 40 возила. Во продолжение ве оставам сите заедно да ја проследиме вежбата Хуманитарен одговор 2023. Учавата од дното на земјата ги покрива сите криви. Почитувам председател на Република Северна Македонија Стево Пендаровски, почитувани министри, почитувани представници на дипломатскиот кор во државата. Почитувам председател на Црвениот крст, почитуван генерален секретар Саид Саити, почитувани гости и учесници. Добре дојдовте на симулацијската вежба на Црвениот крст Хуманитарен одговор 2023. Го повикувам директорот на симулацијската вежба господинот Ванчо Шонтевски да не информира за подготвеност. Почитуван генерален секретар, би сакал да ви информирам дека сите подготовки за извршување на симулацијската вежба се завршени. Дозволете да ја започнеме вежбата. Благодарам. Часот силен земјотрес со јачина од 6,1 степен по Рихтер го погоди град Скопје со епицентар на подрачјето на општините Карпош и Центар. Катастрофалниот земјотрес предизвика оштетување на инфраструктурата, одрони на повеќе локации, проблеми со електричната енергија. За жал, покрај материјалните загуби, евидентирани се човечки загуби, над 400 починати, околу 2000 повредени, а повеќе од 10.000 лица имаат потреба од засолништа поради уништените домови. Голем број на повици пристигаат преку бројот за итни состојби 112 од исплашени и повредени граѓани. Секој повик добијан од граѓаните се проследува до регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје и дежурниот оперативен центар на Центарот за управување со кризи, како и оперативните центри на МВР, Бригадата за противпожарна заштита, итна медицинска помош, Дирекцијата за заштита и спасување, Црвениот крст и другите субјекти вклучени во оваа надлежност. На ниво на град Скопје формиран е градски оперативен штаб за заштита и спасување, за координација и делување на терен, во кој членуваат Дирекцијата за заштита и спасување, МВР, итната медицинска помош, противпожарната бригада, членови на град Скопје, како и представник на Црвениот крст, кои започнаа со воредните активности согласно стандардните оперативни процедури. Согласно проценката која што беше направена од Дирекцијата за заштита и спасување, во моментов на терен се противпожарната бригада, возило на Министерството за внатрешни работи, кое што пристига во овој момент на местото на станот каде е потребно делување. Станува збор за едно возило на Министерството за внатрешни работи како обезбедување. Присутни на терен се и екипите на МВР од единицата К9, односно единица која што работи со службени кучиња. Тука се и екипите на Дирекцијата за заштита и спасување, со тим за спасување и пребарување. Едно возило и, како што може да забележите, присутна е и екипа на итната медицинска помош. Според добиените информации,
На четвртиот кат од хотелот има едно повредено лице. Екипите на противпожарната бригада работат на негово извлекување. Во меѓувреме екипите на МВР направија обезбедување на местото на настанот, а службите на дирекцијата за заштита и спасување започнаа со проверка на теренот каде што има пријава за повредени лица. Во проверката на теренот се вклучува и тимот на Министерството за внатрешни работи К9, кој што со помош на службените куќиња прави проверка на теренот. Во меѓувреме добиваме информација за потреба од интервенција во основното училиште Киро Глигоров, каде училиштето во соработка со Црвениот крст спроведува евакуација на 600 ученици кои панично реагираат по земјотресот. Во текот на евакуацијата, според добиените информации, едно дете и две наставнички се повредени и Црвениот крст им укажува прва помош. Тимовите на итната медицинска помош спроведуваат тријажа на извлечените повредени и потоа пристига националниот тим за прва помош на Црвениот крст, кој што во моментов со поддршка на тимот за прва помош на Црвениот крст од Србија и тим за психосоцијална поддршка од Црвениот крст на Бугарија и Црвениот крст на општината Гостивар делуваат на помош. Добивме информација дека има спасување од срушен мост на реката Вардар во близина на клиничката болница Систина. Од силниот земјотрес срушен е пешачкиот мост на реката Вардар во близина на болницата Систина. Тимот за спасување на вода од Црвениот крст во соработка со тимот на општина Карпош и со поддршка од тимот за спасување на Црвен крст Хрватска транспортираат две повредени лица преку реката Вардар до болницата Систина. Ова е моментот на случување покрај реката Вардар поради рушење на мост на реката Вардар во близина на болницата Систина. Медицински тим на Систина ги прифаќаат повредените и со санитетско возило ги транспортираат до болницата каде што ќе бидат соодветно згрижени. Помогнете, помош, бебето ќе го изгубам, помош! Добро. Бебе ќе скрвара главата, премногу ме боли! Бебето ќе го изгубам! Од повредените една е трудница и директно се пренесува до мобилната гинеколошка амбуланта на Министерството за здравство, која што е поставена и функционира овде во моментов, каде што екипи од гинеколошко-акушерската клиника делуваат на терен. Пред хотелот Сити Парк ги гледаме возилата на итната медицинска помош на приватната здравствена установа Невромедика, германскиот Црвен крст, возилото на Црвениот крст од сервисот Итно Копче, кои ќе ги пренесат 5 тешко повредени лица од куќата и хотелот до здравствени институции. Пристигнува хеликоптерот на МВР и екипа на специјалната единица Тигар, кои пристапуваат кон спасување на повреден од кровот на хотелот Сити Парк. Тие ќе делуваат со помош на витло и корпа на извлекување на повреденото лице, кое ќе биде транспортирано до градската општа болница 8 септември. Поради сериозноста на последиците и состојбата на терен, на предлог на управувачкиот комитет, како владино тело кое го сочинуваат министрите за внатрешни работи, министерот за здравство, транспорт и врски, одбрана, надворешни работи и раководителот на групата за процена,
Согласно првичните проценки, владата прогласи кризна состојба на дел на територијата на градот Скопје. Веднаш се ставени во функција сите национални капацитети и ресурси, формиран е мобилен главен штаб и направен акционален план по кој ќе се действува. Преку регионалната X-Сток платформа на Црвениот крст понудени се стокови резерви, хуманитарна помош од Црвениот крст на Хрватска, Србија, Бугарија, Албанија и Црна Гора. Во меѓувреме, она што може да го видите е интервенција на хеликоптерот на МВР, превзема повреден од јужната трибина на градскиот стадион и тој ќе биде транспортиран до болницата 8 септември. Веќе делуваше хеликоптерот на МВР за извлекување на повредено лице од јужната трибина на градскиот стадион Тодор Проевски. Има информација дека таму делуваат повеќе екипи, станува збор за интервенција за време на фудбалски надпревар. На градскиот стадион Тодор Проевски по настанатиот земјотрес публиката е во паника и бара излез од стадионот. Членови на националниот тим за прва психолошка помош и психосоцијална поддршка се на лице место и им укажуваат психолошка помош на испаничената публика. Во исто време од јужната трибина на градскиот стадион, тимовите за спасување на Црвениот крст со жичара спуштаат 2 лица повредени од публиката. Црвениот крст во соработка со медицински тим на армијата им укажуваат прва помош на повредените и со санитетски возила на Црвениот крст и армијата се транспортира до двата триежни центри. Во моментов на булеварот Илинденска толпа на испаничени граѓани се движат по булеварот, ги бараат своите блиски, добили информација дека нивни роднини се повредени и се сместени во тријажниот центар кој што е лоциран во градскиот парк. На повик доаѓа единицата за јавен ред и мир и интервенции и започнува со смирување на ситуацијата предизвикана од лицата кои што се во паника. Тука се и тимовите на Црвениот крст кои укажуваат прва психолошка помош на лицата кои се во паника. Во гужвата и паниката 2 лица се повредени и тимовите на Црвениот крст укажуваат прва помош. Едно лице е потешко повредено и тоа се транспортира со санитетско возило на Црвениот крст од сервисот Итно Копче до здравствено установа. Поради прогласената кризна состојба, формиран е и триежен центар на воениот стадион во градскиот парк, каде што делуваат екипи од Црвениот крст и армијата на Република Македонија. Во целата акција вклучена и хеликоптерската единица на Арама. Добивме информација дека голем број на хумани граѓани веќе се вклучуваат во акцијата за дарување на крв. Се вклучуваме во Центарот за крводарување на Црвениот крст на град Скопје, каде во моментов граѓани доброволно даруваат крв како помош во оваа кризна состојба. Од Центарот за крводарување на Црвениот крст се вклучуваме во контакт центарот на Итно Копче на Црвениот крст. Како што знаете, оваа услуга е за помош на стари лица и лица со попреченост во нивните домови. Во моментот има јавување од еден корисник кој е повреден поради пат. Тимот на обучени лица на Итно Копче веднаш се подготвени да реагираат и излегуваат на терен.
Оваа вежба покажа дека Црвениот крст располага со големи капацитети за поддршка во одговор и справување со кризни ситуации. Може да забележиме на паркинг просторот пред хотелот Сити Парк како се поставуваат екипите на Црвениот крст, меѓутоа и сите учесници на денешната вежба. Почитувани учесници на вежбата, морам на почетокот да ви кажам дека сум импресиониран од она што го покажавте денеска пред сите нас. Станува збор за вежба во која учествуваат околу 400 луѓе, од кои најмалку 50 се од неколку други држави во нашето обкружување. Да направите таква координација, синхронизација, да имате вежба на високо професионално ниво во кој учествуваат и државни институции, и граѓански организации, и поединци, и тоа да изгледа вака верно, реално, како не да Боже стварно да се случува, че може да го направат само луѓе кои се посветени на својата работа, кои долго време ова го вежбаат и кои имаат што да понудат во вакви ситуации на нашите граѓани. Показната вежба «Хуманитарен одговор» беше потврда за капацитетите, можностите и подготвеноста на Црвениот крст во координативниот пристап за одговор при кризни состојби. Се разбира во соработка со различни тела од системот за управување со кризи на локално и регионално ниво. Подготвеноста на институциите на Црвениот крст како партнер на државата е од исклучително значење за брз и навремен одговор во итни кризни ситуации. Инаку активностите поврзани со показната вежба продолжуваат со посета на шаторската населба, специјално поставена за вежбата, како и со доделување на благодарници на сите учесници.